Кај стари луѓе требат помош и за ово, и за други работи, здравјето. Прегледавме на кај 15 на пациенти, сите се на возраст или над 70-та година. Повеќето од нив имаат веќе јасни знаци на фотооштетување, односно оштетување од сонцето. Тоа се оние старечки флеки, пеги, соларни лентига. Меѓутоа се наоѓаат и по некои карциноми на кожа. Денеска детектиравме два. Едниот е базоцелуларен карцином, кој што е како раничка која не се здравува и обично се јавува во лицевата регија, а другиот беше актинична кератоза, што е всушност еден вид преканцероза. Значи, нешто што се јавува како едно црвенило, рапаво црвенило на кожата, која постепено станува поиздигнато и поиздигнато и во еден момент, после 10-15 на години, значи тоа е еден спора еволуција, може да се претвори во еден тип на карцином на кожа. Тоа се уште има некои митови, некои погрешни убедувања, кои што на некој начин ги спречуваат пациентите да побараат помош, дури и кога ќе забележат нешто сомнително на нивната кожа. Дури или пак ако треба нешто да се отстрани, исто тоа е еден мит, едно погрешно убедување дека не чепкај бенка, нели многу е распространено, тоа е сосема погрешно. Карциномот на кожа може да се превенира пред се со заштита од сонцето, може рано да се открие, да се препознае, дури самите може да го препознаат и со раното откривање со тој дермоскопски преглед, како што ќе видите, кој што не боли, може едноставен и брзо се изведува, може да се постави веднаш и брзо точна дијагноза и да се превземе понатаму што е потребно. Сметам дека не е само месец мај резервиран за борбата против карциномите на кожа и пред се меланома, туку секој месец може да биде насочен во тој правец.